Драги мои, тука сме. Океј, здраво. Океј, камера 1, камера 2. Не ти ни треба две камери, нема што да снимаат да сум некоја лепота како Меган Фокс или Меланија Трамп, па да речеме и две-три камери, вака и еднава, ама ако може уште од подалеку. Добра. Океј, драги мои пријатели и пријателки, здраво, не сме се виделе некое време. Ај ке речем дека сум бил на одмор, иако не сум бил на одмор, сум одмарал кај што стварно ни на непријател не би му сакале да одмаре. Уствари не, одмарав на добро место, зошто одмарав и така натаму и така натаму. Ништо, супер сум, ич да не ме мислите. Не, буквално да не ме мислите. Супер сум, толку сум добро што онака како ќе ме видиш, ако сум близко тебе, да се наведнеш, да ги совлечеш кондурите и искри од петиците да ти летаат. Океј, драги мои, во овие женски денови финализиравме со светското првенство во фудбал. Какво такво, можам само едно да заклучам, знам дека многу мина нема да се согласат со мене и I don't care. Thank you, Mr. Trump. Соединетите, значи, се сеќавате на моите преноси кои ги правев на радио уште пред многу децени. Иницијативата за тоа потекна кога се собиравме кај мене и го гледавме светското првенство во Соединетите Американски држави 94-та година. Знам тогаш и романците кога излегоа сите со иста боја, шатирани и така натаму. Заклучивме дека најдобра реализација, најдобра организација, имаше дури и терористички напади, ништо не се осети. Полни стадиони. До тога знаете што беше? Некој лев тим, трчи човек. Во Соединетите Американски држави повторно се покажа дека има многу публика, точно, фудбалот не е број еден спорт, но има многу публика која го почита, не жали пари, сака, народот е многу окей. Организацијата беше добра, ми се допадна тоа што FIFA воведе 5 замени, што им даде шанса на овие послабиве клубови да малце парираат на појакиве. Зошто? Со повеќе замени, затоа што големите репрезентации имаат многу на располагање фудбалери кои се со врвна кондиција, а овие можеа вака да парираат. Ја искрено да ви кажам, би ставил во фудбалот хокеарски измени. Значи, извади го, па врати го, колку сакаш, без ограничувања тоа би го правил. И сега некој вика дали би било фер и така натаму, за мене би било. Ми се допадна и ова за хидратација. Овие почнаа капитализам, ово, она. Капитализам? У Русија шо беше? Сите оние реклами. Знаете колку руската држава милиарди заработи? Еве ќе биде еден ден и во Кина. Катарлјони. А во Катар? Катарлјони. Дај ве молам доста со тоа. И во право се американците. Што е бе тоа 45 минути, ностоп да се трча. Зошто? Затоа што ти види, јас сум антички европеец, ние знаеме, ние го измисливме ово, онова, мутаво. Па што сте го измислиле? Ако е ова по-практично, по-интересно, поише публика носи, па нека еволуира. И ова, продолжетоци, таков идиотизам, таков дебилизам, таков глупизам. Саа ти полиграш фудбал, нерешено. Дечки, ја да се прашувам, ще реча што не се прашувам. 90 минути, нерешено, петка глава. Не пенали, петка глава. Бидејќи, ја пенали не ни гледам, пенал не покаже ничија способност. И најдобриот ке промаши, и најлошиот ке даде. Ништо тоа, значи тоа е буквално петка глава фрлање по мене.
Така што фудбалот е 90 минути, све друго е лакардија која ја прави FIFA, а вие дојдете и лапате. И оваа година имавме конечно на Арена, нели сите ја гледаме Арена, Перо ја гледа, комшиката ја гледа, сите гледаат Арена, немало македонски коментатори. И сега, кога дојдоа македонските коментатори, коментаторите не чинеле. Што ти чини бе тебе, бе? Што ти чини? Имаме македонски коментатори тамо. Не, тоа требало да се врати на македонска телевизија. Што? FIFA ја заболе цев за македонска телевизија. Доаѓа FIFA и вика, изволте, 1 милион кошта. Ама морало да се даде на национална телевизија. Ништо не мора. FIFA си продава. Тоа е незин продукт. Не е тоа од комунистичката партија на Тито оставштина за народот и народностите и работничката класа. Не бе, брат, тоа е бизнис, капитализам. За жал така е. Како сакате вие, сваќајте си го. И сега, она доаѓа у Македонија и вика, Јанко, сакаш ти на твојов подкаст да правиш пренос? Сакам га, милионче. Немам пари. Немаш пари. Иди јади бурек. Доаѓа друга телевизија. Мислам дека последното првенство кое што не знам колку е побарано. Ја памтам последното првенство во Сител англиското беше £500,000 евра, кои едва и успеа да ги покријат со некои си да речам 2/3 и нормално неисплатливо. Зашто нема више не купувате? Па не се покриваат трошоците, ајде да не се заработи. Ама барем вложеното да го вратиш. Толку е у самопослуга, што не платиш бе малце поише лебот и млекото? Ама не е исто. Не е исто продукте. Океј, како и да е, заврши, Шпанија е светски шампион. Најубават надпревар беше Англија и Франција со куп голови и тоа само покажува, гледате како убав фудбал гледавме кога фудбалерите не се оптеретени и се опуштени да играат фудбал. Ова под притисок. Па да не сгрешам, па гол да дадам. Леле Меси ме погледна вака. Кристијано да не се наљути. Ово и да оно. Джимил. Многу напнато. Јас затоа ги правев преносите. За да биде забавно. Ама не сакавте забавно. Па тогаш Калински и Панчев. Изволте. Да се навратам на нашите коментатори што ги критикувавте. Значи, они беа поканети од Арена. Они сами не си ги зема. Арена не ме покани мене. И да ме поканеше ќе одбиев. Арена не ме покани мене. Не те покани тебе. Ги покани нив. Они се најдоброто што го имаме. А не чинеле, ти у Београд биле боле, ја ќе гледам Београд. И да гледаш Београд, и да се преселиш у Београд, и на Дорчел да седиш, и у Чукарица таму да идеш да навијаш. Нема проблем. Остај, ние сме среќни македонци што ги имаме. Какви се такви? Може, ќе дојде некоја нова генерација, сте се потрудиле ли? Колку години се овие? Не гушат никого, нема нови генерации на коментатори. Јас се откажав од тоа. Фиаско беше звукот. Фиаско беше звукот на финалето. Резигнирани беа на крај коментаторите. Уопште не влегува во еуфорија, многу разочарани. Бидејќи прво не е нивна грешка, туку е грешка на техниката. А техника е оној што менува кадри, или ќе пушти нешто вакво, или ќе смени. Тој на режија. Јас сум работел со такви балавандери и со такви гениалци во Македонија, кои знаат да бидат режија или реализатори. Реализатор на програма. Реализација на програма треба два сегмента. Едниот е тон, бум, 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 бум. Ете го, звукот. И вториот сегмент е сликата и така натаму. Ја ова се сам го правам, затоа и толку аматерско. Но има два микрофона, бидејќи на радио сум го работел. Еден микрофон, како овој овдека што ми е закачен, е за коментирање. Во живо, зборам, вие ова го слушате. Но, пуштам видео, а од другата страна, демек имам
режисер, имам посебен микрофон. И му викам, баже, не се просеравај. Дај земи тамо, фати да работиш, остај на политанките. Среди го тонот како што треба. Се шегувам. Така што нивните микрофони како да не работеше, фаќаше звук нивниот комуникацијски микрофон. Од слушалките слушавме ехо на двоен звук, кој во суштина, јас сум убеден, дека во режија звучниците се фаќа и се правеше повратна спрега, така може би не фонија, фонија она малце со тон пиштење, но е повратна спрега која правеше ехо и не можевме да ја слушаме убаво, не можевме трасата да ја слушаме, тој трасата, нели, најубавото нешто од фудбалот е да го слушаш амбиентот, како се удира топката, како навиваат и така натаму, и тука плюс коментарите, и задоволството е толкаво. За ова Арена ќе го крка, кого и да ставиле, тој веќе не ќе може ни у Карвош да работи, што бил реализаторот. Второ работа, Арена треба да ја критикувате заради следнава работа. Да ме викне, а мене ова немаше да се случи, не дека јас сум технички, туку имам децении километража, знам каде може да запне и без пари би им помогнал. Во суштина сега спонзорите, а имаше побајаги спонзори. Ви текне колку спонзори имаше? Вештачка интелигенција ми дреме. Китка ми вене, вештачка интелигенција ми дреме. Спонзорите, заради лошата реализација, а вложени огромни пари. Ја мислам дека има судски да се ги повратат парите, да ги изгорат. Но што можеше да спаси? Еве, барем, јас сум голем противник на тоа во Македонија, на друг јазик да слушам. Ја немам проблем ни со српски, ни со бугарски, ги разбирам одлично, руски разбирам, англиски разбирам. Но зошто, кога веќе заглави преносот, пази, гледаш светско првенство финале, не гледаш балавандерско нешто, некоја квалификација, 24 финал, 16 финал, тамо, што ти ја знам, свири пичино со долнодупени за четврта лига на ФИФА, МИФА, УЕФА и што ти ја знам. Се работи за нешто што е врв во спортските преноси. Нема поголем. Која ќе прекине вакво нешто. Па дај бе бекап. Уклучи Босна, уклучи Србија, уклучи Хрватска. Колку толку XU ќе разберевме, ама барем немаше да заврши преносот, немаше да застане преносот. Едно fucking копче е тоа упрашање. Никој не може да ме убеди дека Арена не следела на денот на финале, одговорните техничари не следеле што се случува со нивните локални подружници, за кои они дадоа грдни пари. Голема брука, во секој случај, ја кога ги спремав светските првенства, почнував од март месец. Договарање спонзори, договарање место, договарање реализатори, договарање гости, и кога ќе почнеше денот, никој не приметуваше ништо, све нормално тече. За тоа све нормално, имаш миксета, имаш аудио миксета, имаш спремни материјали, имаш шпица, имаш вклучување телефони, имаш ова, имаш она. Па дури и со еден реализатор, ама способен, знае, спремен и така натаму. Океј, завршивме. Ќе завршам со тоа дека никаква критика од мене, напротив, пофалба, бидејќи во таа ситуација ја маса ќе превртев и ќе си излезев. Па кога ќе ја вратеа, нека ме тужат. Ќе си отидев од преносот. Издржаа, го истераа, Бога ми, Боже ме прости, и псовки ќе имаше од моја страна.
за такво нешто. Како реакција на публиката која е разочарана, на која и беше пропастен преносот, колку луѓе имаше по кафани, собрани негде, ка площади, гледај, се чудат, што е ова бе? Каква вукојебина е ова? Океј, ова е за спортот. Сакам да се вратам сега малце за политика. Скопје има големи проблеми и многу ми е драго што народот стана срипа на социјални мрежи. Народот не е рипа. Народот не е рипа ни од кревет до врата која од тему ќе му стигне пакет, не па за друго. Народот изрипа за еден, ајде да кажам, билборд од Скопје кој некој го направил со вештачка интелигенција, ама буквално вештачка интелигенција. И кога ти направи вештачка интелигенција, вештачката интелигенција ако не и дадеш добар промпт, а промпт е команда. Значи, нацртај ми ова. И е многу тешко тоа да го напишеш, што да ти направи, што да ти нацрта вештачката интелигенција и тоа да биде она што си го замислил. Дури промпт, кога мене ми треба нешто да ми наслика, тој промпт јас го пишувам на една вештачка интелигенција. Напиши ми промпт за да ми нацрташ јас како стојам во студио покрај Доналд Трамп и заедно коментираме светско првенство во фудбал. Многу реално. Он ќе го напише тоа за проверка. Ја го пуштам во вештачка интелигенција, го генерира слика. Мислам, ова е веќе детска работа, но еве чисто да се знае. Ако нешто не ми се допаѓа, пак му пишувам. Напиши ми нов промпт, истото ова, но со дополнение. Ова вака, ова онака. Но, бидејќи некој невешт очигледно во компанијата која била за билборди или за не знам што, некој го направил така, овој направил, тоа приказни, ова било Свети Сава, а ова било она. Нема везе. Тоа си сањала нешто вештачката интелигенција, а тој што му дал промпт, напишал нешто, мислел дека добро напишал. Има малце процедура. Второво беше добро, но изрипа Али Ахмети. Кирилица, камо на албански јазик. Значи имаше кирилица, имаше на англиски, а немало на албански. За жал, во право е, Али. Види, 2001 година го напупивме задникот да ни паркираат точаци. Кога ќе дојде сканијата да се паркира, ќе стиска заби. Ни мене не ми се допаѓа. Но, Орце беше многу кул. За пар дена го смени, што значи не е морон, за разлика од оној претходникот, алкохолизиран, реагираше одма и испадна дека најбитна работа е на влезот на Скопје, дали ќе било кирилица, дали ќе било граматички, ово, она и така натаму. Извини, мене ме интересираат кај се контейнерите, кај се новите автобуси, кај се шинобусите и така натаму. Да, се прави, ама сакам што е можно побрзо. Не се правило 10 години, абе не се правило од коце наваму, ништо не се правеше. И конечно некој почна да прави. И сакам тоа да го турка. И неќам да ми се занимава и да се заебава со некакви си транспаренти или со некакви билборди за влез на Скопје. Споредна работа. Респектирам која ќе кажете, овде има ѓубре, недоволно контейнери, треба уште контейнери, така натаму и така натаму. Тоа ни е живеачката, тоа ни треба. Има вода, нема вода. Вода! Немој Јанко кај спомна вода. Зашто спомна вода? Вода ме глода. Драги мои, поздрав до мојата фамилија во Гостивар. Имам во неколку града своја фамилија. Битола, Гостивар и уште некој, која ќе дојдат на ред. Сериозно се загрижив од она што го слушнав. И овај би го кажал на градоначалничката на Гостивар, која се обидуваше, бидејќи сега е веќе прогласена епидемија. 3
пумпи испумпувале вода отпадна од река директно, значи нефилтрирана, во системот да влегое, во водоводот, за да се надокнади недоволниот притисок на водата. Значи имало вода, ама немало доволно вода и немало доволно притисок за да се испумпа. И со триве пумпи, дебек, се изградија огромен број згради. Зошто зградите немаат хидрофори или имаат хидрофори па не функционира, не навлегувам во тоа. Но во секој случај, не може градоначалникот да ми излезе и да ми вика не е до водата и до храната е летно време. Молам, знаеш како, ќе земеш чаша вода, лайв камера и секој ден литро вода пред камера ќе пиеш од наточена од чешмата, од јавна чешма, за да јас се уверам дека моите сограѓани се безбедни. Абе, знаеш што? И на возрасен се пожалиле на стомаци, сега ќе се испитува дали бактериолошко е исправна. Сигурно не е исправна, сигурно има бактерии, сигурно има некој булшит тамо кој јаде. Како ова делува врз децата? Ало бе, албанци, не се мафтајте со паметот на Али Ахмети дали на влезот имало кирилица, латиница или свахили букви. Гледате, ова ни е живеачката, децата ни страдаат, бидејќи ние ќе го преживееме. По возрастни сме, по јак имунитет, какви ќе бидат последиците за децата? Ја не знам. Еве, кажете ми. Сакам сите од општината, што вика, нема проблема, све е у реду, да ми локаат пред камера, уживо, лайвстрим камера, на седница, вака, да им доаѓа невестата и вака да им сипа. Чешмовача. Пи, ама не ми се... Локај. Е, така ќе ме убедиш дека водата е безбедна. И добро е што се... што се прогласи епидемија. Прво не сака епидемија. Како бе не сакаш епидемија? Тоа ти е локална власт, политички поставени аматери кои треба да задоволат оргазмично политичките потреби на својот лидер, одошто здравието на народот. Све е друго глума. Гнасно. Гнасно. И ја наместо сега да зборам дека имаме уште само 10 километри од автопатот Кичево-Охрид, дека се гради Гостивар до Кичево, Букојчани, дека се градат куп автопатишта, дека Скопје ќе има шинобус, дека тој шинобус ќе иде градски воз. Ја паметам, јас сум идел со тоа. Скопје, Тетово, Гостивар, кај моите у Гостивар, со шинобус. Зошто да седнувам у автобус? Зошто да седнувам у автомобил? Искачаш, седнуваш тука, завршуваш работа. Гениално. Арно, ама чим некој нешто работи, мора да му не чини на некој, бидејќи тој имал шанса милион пати, не направил ништо и сега се обидува малоумни, ретардирани, овие ништо не прават. Добро? Океј. Лажи мали деца, мене не можеш да ме лажеш. Скопје меѓу првите даде помош во вода за граѓаните на Гостивар. Веднаш се приклучија и акции, приватни компании од другите градови и гостиварчани не смеат да бидат оставени. Не смееме да повториме она летаргија, она мизерија како народ, како нација што ја направивме кога браната на Липковското езеро беше затворена. Аха, сега ви текна. Среде лето Кумановчани немаа вода ни за пиење, ни за бањење, ни за тоалет, смрдеше. Мизерија тешка беше. Ама меѓународна, знаеш како е, па немој да не се навредат овие, чекај да стигнат
автобусите, па климите и така натаму. Автобуси со клима. 2001 година не знаевме дека има автобуси со клима. Шумно бил. И уште една добра работа. Скопје наскоро ќе го слави најнеславниот датум. Тоа е земјотресот. И Скопје преживеа благодарејќи на светската заедница. Она најмногу помогна, она најмногу даде. Америка, Русија, Европа, како што дадоа помош, никој. Ни Југославија немаше таков, како да кажам, капацитет економски, логистички, за да може да помогне и оваа помош добре дојде. Во наше паметење, како граѓани на овој град, град на солидарност, не е тоа празна фраза. Половина од нас немаше да преживееме. 7000 мртви од земјотресот. Уште колку ќе отидеа, да не беше таа солидарност од светот, да стигнува четворомоторните С огромни воени американски со камиони преполни со помош. Зборам и Европа, и Русија, и Кина, и кој све не помогна. Скопје меѓу првите прати помош. Скопје не може многу да даде. Но во Венецуела она беше страшно. Ние појма немаме што се случува. Нели, ако е нешто поблиску, ќе ставиме некој знаменце на Facebook профилите и толку завршува нашата помош. Ја тоа го почувствував лично на своја кожа кога ја побарав помош. Он ми рекоа, кажи, ја ќе објавам. Шо ќе објавиш? Па дека ти треба помош. Ја тебе ти барам помош. Не, ја ќе објавам, па ќе дојде помош. Што ќе објави? Па ја имам 5000 следачи. Имам 70.000 следачи на едниот профил. Имам уште 50.000 на другиот. Што ќе ми е мене повеќе? Но Скопје мора, макар символично, меѓу првите да испрати помош. Плико со $200. Карикирам. Ние мораме први да помагаме. Уште пожешко време има, следното ќе ни бидат пожарите кои ќе дојдат, бидејќи имаше дождови, многу зеленило отиде. Па тоа зеленило ќе се исуши. Оти се помалце и помалце дождови, се пожешко и се полесно ќе се палат. На страна, пироманите кои не се у власт, па ќе мора да прават притисок, за да народот вика и овие врска немаат. Но, Стојан ќе се покаже како професионалец, без оглед што така се додворуваше на претходната власт, но еве и сега се покажа како директор на заштита за спасување. Во овие интервенции се покажа способен и мислам дека треба да се развие тој сегмент и да се вложува во противпожарни возила. Но сето тоа е најавено, не треба да го повторувам. Што се однесува до вручините? Фала ти Господи. Ја уживам. Потењето за сакледжиите е саклет. За мене од секогаш било благодет. Ми се чини кога ќе излезам на она топлоно дека Господ ме гушка. Бидете ми со добро здравје. Ова е Слушај ваму, мојот подкаст кој го правам за Република. И ќе се видиме наскоро со, се надам, поведри теми. Океј. Бидете ми поздравени.